Со децении на диво се сечат и безмилосно се пустошат шумите на Јабланица. Жителите од подјабланичките села уште лани побараа помош од сите надлежни институции, укажувајќи им дека се манипулира со добиените дозволи за сечење на дрво, бидејќи како што велат, постојат случаи на сеча на приватни шуми на веќе починати сопственици. Алармот го вклучија и од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Јабланица непрекинато се опустошува со години. За ова се реагира од повеќе страни, но нејзините уништувачи не престануваат. Иницијативата за прогласување на Јабланица за национален парк се уште чека во некоја фиока, иако беше поддржана од општината и од други државни институции. Од Охридската подружница на македонски шуми вела дека оваа година поднеле околу 10 пријави за нелегална сеча и во Охридскиот регион. Нелегалната сеча секако зема замав затоа што е атрактивна цената. Речеме, денес ќе украдите 1 кубик дрва и заработувате 50 евра, што како дневница, да речеме, ви е топ. Во една прилика еден познат научник каже, ако сакате да уништите еден народ, уништете му е шумата. Пустошењето на шумите е најголемиот организиран еколошки криминал во Македонија, поврзан со корупција и перење на пари, велат експертите. Значи добивате дозвола за 1 камион, а поминуваат со иста таква дозвола уште 10 камиони. И тука е тој спојот на корупцијата и шумската мафија. Значи зашто е добиена дозвола, а колку со таа дозвола е направена сеча и колку се продадени. И тука се остваруваат енормни финансиски средства. Но како сето тоа, нели ќе се докаже сечење на шума, каде завршуваат парите? Тоа е еден од најгорчливите проблеми. Сега се повеќе ги потенцираме финансиските истраги, се со цел да видиме каде завршуваат парите од овој криминал. Дрвната маса неретко завршува на Косово, но многу е важно како се доаѓа до таа дрвна маса, како и со какви дозволи се извезува. Експертите предлагаат формирање на посебен оддел во МВР, каде инспекторите би се занимавале само со криминалистички истраги на овие кривични дела. Сугерираат и казните во сферата на еколошкиот криминал, кои сега завршуваат со условна осуда и благи парични казни, да бидат поригорозни и да се врши целосна конфискација на имотот со кој располагаат.